Добро дојдовте во Зебра. Полициските билтени и архивите на медиумите во последниве години се преплавени со информации за археолошката мафија и константните кражби на непроценливи артефакти од музеите, како и многу диви ископувања за опожарени и неосигурани вредни објекти, цркви и манастири, константни кражби на вредни икони. За прв пат се води и судски процес за предмети во кои имаме обвинети за недозволена трговија со македонското културно наследство. Дали ова значи дека ќе биде ставена точка на нелегалното изнесување на вредни предмети од државава и како ние конкретно се грижиме за културното наследство? Ова е денешната тема во Зебра. Емисијата, како и секогаш, можете да ја погледнете на нашиот сајт zebraonline.mk. Ги очекуваме и вашите коментари, користејќи го хаштагот zebromk и на Facebook, и на нашиот Facebook пејдж. Архивата може да ја погледнете и на каналот на YouTube. А како и секоја интересна тема, така и за ова имаме интересни гости. Денеска со нас е Василка Димитровска, археолог, која што можете да ја читате на нејзиниот сајт arheoblog.mk. Дали сум во право, не знам. Да. И професорката Донка Барџиева Трајковска од Центарот за културно наследство. Да почнеме со едно прашање кое што покрена многу интерес во медиумите последниве денови, а тоа е околу ископувањето на гробот на Александар Македонски близу Свети Николе. Беа објавени информации дека голема екипа од Србија, од Хрватска, од Финска, експерти за акустика, тој термин најчесто го сретнав, кои што ќе го истражуваат тврдењето на хрватскиот истражувач Домагој Николиќ дека гробот на Александар Македонски е токму таму. Едно прашање за вас како стручњаци, дали ова се сериозни наоди или е нешто направено само за да се предизвика интерес и фама во медиумите? Ајде, Еве, јас ќе почнам прва како археолог. Ние вака статистички гледано на секои 4-5 години обично го бараме и го наоѓаме под наводници гробот на Александар Македонски, кој нели предизвик дури и во светската археологија. Меѓутоа ова што се случуваше со ова медиумска папазјанија, би рекла, во последните 2-3 недели, навистина ги премина сите граници на науката и на разумното. Мислам дека се изместија некои репери во медиумите, бидејќи им се брифира разни информации и тие некако ги измеша. Јас би сакала да поедноставам за гледачите, па дури и за некои наши колеги, што точно се случуваше. Била Зора е археолошки локалитет во околината на Свети Николе кој се ископува со години, а од минатата година го ископува професор Драги Митревски и катедрата по археологија при Филозофскиот факултет при УКИ. Мислам дека лани беше прва година, оваа година ќе продолжи. На 600 метри воздушна линија од тој локалитет се наоѓа еден топоним кој се нарекува Црнилиште или кај луѓето е познат како место дека се наоѓа некаков геоглиф. За мене малку непозната форма од аспект на тоа дека се што треба геоморфолошки да се докаже треба да помине низ еден научен процес. Сега всушност не се истражуваше Била Зора, туку се истражуваше тој топоним Црнилиште и тоа беше некоја група на мене непознати луѓе, тотални дила или квази научници, кои употребија некој термин археоакустика, кој јас како археолог, магистар по археологија, прв пат во животот го слушам. Велам, се изместија многу работи, не знам како тие луѓе добиле дозвола од управата за заштита на културното наследство, тие не ископуваа, тие вршеа некакви геомагнетни истражувања која е недеструктивна метода во археологијата, но сепак за да странци било како истражуваат или ископуваат на територијата на Република Македонија мораат да имаат поддршка и дозвола која што е добиена од домашна институција од областа на културата. Сега, темата е навистина многу популарна за гробот на Александар Македонски. Јас се сеќавам дека пред 4 години еден српски блогер, ако си спомнувам добро, Александар Илич, на еден таков сајт за забава, кој што ние го викаме Onion или Chromit, избрифира една вест дека најден гробот на Александар Македонски, наседнаа сите посериозни медиуми во текот на еден ден, за да се открие дека е тоа едноставно една несолена шега. Меѓутоа, факт е дека треба да се стави крај
на една таква квази наука која што се долго време се провлекува во македонските медиуми. Јас ја гледам причината во тоа што никој од моите колеги на научно ниво и со експертиза не реагира. Со тоа всушност се остава еден простор за манипулација И создавање митови. и создавање митови и на овие квази археолози и на разноразни истражувачи и на крај крајва на медиумите кои што си бркаат приказни. Меѓутоа јас пак ќе се вратам на страна. Не се криви луѓето кои што прават таква приказка. Вие во светски рамки имате еден Карл фон Даникен кој што рекол дека мајтинките се цивилизација кој што дошле некаде од свемирот, па неговите книги се продаваат во милионски тиражи. Ама тука се едно брдо, една плејада на археолози, на истражувачи, на антрополози, на етнолози кои што ги прочуваат мајтинките, кои што публикуваат, ги презентираат, до толку многу ги промовираат што нивните дизајни секаде по интернет ги препознаваме, а не ги препознаваме нашите традиционални дизајни од нашите етномотиви бидејќи никаде ги нема. Вашиот став, професорке? Околу ова наше создавање митови, креирање медиумски фами во правилни временски интервали. Во голем дел се согласувам со ставовите на Василка што се однесува за оваа сензација и тоа е познато секаде во светот, не само кај нас. Ја знае и Василка подобро, а и јавноста дека освен археологија и постои терминот и параархеологија. Лошо е кога со параархеологија ќе се занимаваат државни институции. Значи тоа е лошото што не би требало да си го дозволиме. Инаку митови се создаваат за жал малку подолг период, не само од сега. Некаде ние од 91-90-тите години почнавме да живееме во едно во наводи наречено митолошко време во кое што постојано сме во некаква потрага поминато кое што е многу пославно од она што сме го имале или она што е званично, што постои званично во нашите учебници, во релевантните публикувани изданија кои што имаат сепак кредибилитет и надвор од Македонија. Тоа е мојот став на почеток. Инаку нормално е да секој си создава некакви приказни. Тоа е нивна работа, но не навлегува во доменот на мојот личен интерес, професионален и воопшто личен. Со години исто така како што спомнав и во најавата, значи слушаме за константно изнесување на артефакти, значи на диви и полулегални ископувања, па дури и еве сега гледаме дека и од легалните испитувања и легалните наоди, значи ги снемува, односно се украдени и тоа како што кажавте резултираше и со судски процеси. Дали можете да кажете каде е пазарот? Значи штом постои толку голема потреба константно да се ископува и очигледно дека ова тло содржи големи и вредни артефакти, очигледно постои и побарувачка тие артефакти да бидат купувани. Каде, Василка, еве според вас, вие како археолог, можеби ја знаете малку подетално оваа трага на главниот не пазар? сум запознаена со тој свет. Јас во животот не сум дошла во допир со некаков таков див копач на богатства. Ако сум дошла, сигурно ќе сум го пријавила. Значи не толерирам такви работи. Меѓутоа, имаше еден факт кој што го кажа една моја колешка, која што се занимава со нумизматика на еден симпозиум на македонските археолози, факт од кој што јас навистина се згрозив, а тоа е дека во Бритиш музеум постојат пајонски монети, значи монети кои што се ковани од владетелите на кралството на Пајонија, кој екзистирало отприлика во исто време со кралството на античките македонци и се уникатни, поточно ископани се или откраднати од Македонија, а ние воопшто немаме ниту еден примерок од нив. И тоа е еден факт кој што навистина ниту се пријавени, ниту се обработени, ниту се обработени. Да, мојата колешка всушност ги имаше најдено по сајтовите на Сотби, така по аукцијски куки, некој во Бритиш музеум и потоа таа ги обработила нормално научно за да може да ги прикаже за да постои некаква архива за нив. Меѓутоа, мислам дека добро кажа, штом толку многу артефакти се откраднуваат и постојано, веќе сукцесивно со години, значи ние слушаме како се одлева нашето културно наследство, че нема ден во медиумите да не пројде, да не се украде некоја икона, да не се оштети некој археолошки локалитет, било што да се открадне од нашето културно наследство. Па да, мислам дека Донка може повеќе да каже околу таа некоја дигитализација и околу тој процес на архивирање на тоа културно наследство, но факт е дека штом има толку големо одлевање, значи дека има и побарувачка.
Сега, јас си спомнувам дека исто така доста реагирав кога беше процесот Фаланга, првиот, дека тоа треба да се изведе на едно навистина многу повисоко и многу пософистицирано ниво, но јас повторно не го гледам проблемот кај дивите копачи и кај луѓето. Проблемот го гледам на државно ниво и кај институциите. Ќе тргнам од фактот дека во институциите од областа на културата и културното наследство, поточно музеите, нема еден единствен софтвер во кој што тие ги внесуваат предметите кои што ќе ги откријат. Значи секој музеј има некаква програма, тие воопшто не се компатибилни, ниту меѓу себе, ниту во рамките на институцијата за поврзување, да не правиме муавет, така да јас од тука почувам да го гледам проблемот, од невнесувањето, од неажурниот однос на моите колеги и јас тоа би го завршила со само со еден збор, непрофесионализам. Значи, само што ова од секогаш ме интересирало, доколку нешто се пронајде, значи од така наречените диви копачи или трагачи по богатства, како што сакаат да бидат нарекувани, а имаме во предвид дека тоа не се археолози, не се едуцирани луѓе, како знаат да е проценат вредноста на тоа што е пронајдено, како знаат од кој период од историјата на Македонија е, што е тоа што представува и која е конечно неговата пазарна вредност во светот. Пазарната вредност, сакам да не кажам, можам да ви ја кажам. Археолозите ќе ви кажат дека најобично парче на керамика која што може да ви даде информација, може да биде безценато, значи за материјална вредност не зборуваме. Меѓутоа, проценката е на што е тоа што го откупува. Неоспорен факт е дека тие се многу образовани и најверојатно имаат добри консултанти. Бидејќи без добар консултант ниту знаат каде би копале, ниту знаат еден предмет да го проценат или што е. Тоест да направат разлика. Па јас имам колеги кои што работат одредени периоди или нека субспецијалност и нормално дека оној кој работи накид во среден век не може толку добро да се разбере од праисториска керамика, ама тоа е нормална работа во светски рамки. Така да неоспорно е дека ти имаат консултанти и дека тоа е целен процес, целен ланец, би рекла, на белеење на артефактите од моментот кога тие ќе се откраднат или ќе се откопаат незаконски, додека не се продадат некаде во светот. А Василка, ти го спомна Ерих фон Деникен, ја ќе се надоврзам со уште еден пример, има популарна серија во моментов на National Geographic или на History Channel, Ancient Aliens. Значи тие теории се можете популарни за, да речеме, вие спомнавте параархеологија, некоја алтернативна археологија и така натаму. Меѓутоа и самите кажавте е проблем кога ќе се преслика некоја државна стратегија или државна политика на такво размислување. Кога кај нас се случи тој прелом помеѓу, да речеме, научно сваќање и кога отворивме простор за некои, да ги кажеме, чудни интерпретирања на овој сегмент во нашето живење? И зошто е, да речеме? Оно што нам ни се случува во последните 20 години, за жал, според мене, не според мене, според истражувањата воопшто на поврзаноста помеѓу она што значи културно наследство и идентитет во функција на создавање на современите граѓански држави во 19 век. Значи, тоа е нешто што нам сега ни се случува и е еден помалку задослед национал романтизам, затоа што ние го поврзавме создавањето на современата држава македонска со целосниот суверенитет од 1991 година и со она што значи нејзино минато како адекватно. Во земјите од поранешниот исто така источен блок кој што припаѓа на социјалистичката доктрина или социјалистичката идеологија, истите години, тој период кој што се сопаѓа, се случуваат слични работи. И кај нив траја далеку пократко колку кај нас. Навистина овој процес е многу долг. Мислам дека тука треба да се побараат и основите токму на она што значи забрзано копање, археолошко истражување, затоа што и последните 8 години имаме нагласок на археолошките истражувања, кога се говори на државно ниво, нели, институциите надлежни за финансирање на културата и воопшто заштитата, во заштитата почнуваат со археолошките истражувања, што е целосно погрешно. Исто така, надлежните лица кои што управуваат со институциите, например, управата за заштита, кога таму ќе дојде археолог и кога ќе ви говори, кога не говори како чиновник,
чие што работа е почитување на законот и спроведување на законот за заштита, туку ќе ви се представи како археолог и ќе се обиде да говори за Македонија како за библиска земја со многу славно минато и со многу археолошки локалитети кои што говорат и го потврдуваат нашето постоење длабоко во минатото. Дури се враќаме до давање на одредени идентитетски аспекти, но она што значи праисториска археологија, праисториска култура, ние веќе живееме во еден митологизиран свет, во една митологизирана средина, која е многу погодна за појава на ваков тип на авантуристи, трагачи по богатство и нормално нема да се нарече така. 19 век е преплавен, познавачите тоа го знаат. Значи времето на создавањето на граѓанските национални држави е преплавен со митови. Тогаш се и најголемите археолошки истражувања, тогаш се откриваат големите цивилизации, да не говориме за искупувањата во Египет, претходно еден век претходно, кој што нели пак периодот на просветителството, со откривањето на Троја. Значи многу нешта погодуваат на денешната клима која што во државата е создадена, особено ставањето на археологијата на пиедестал, како една од најзначајните науки кои што нам ни обезбедува податоци кои што треба да ја потврдат богатата историја на нашата држава, ги раѓа, ги создава услови токму за појава на овој тип на авантуристи. Не случајно се ува токму сега. Мене тоа апсолутно не е за мене феномен и за нас како луѓе кои што се занимаваме со оваа област малку подолго, уште повеќе што сме нели од областа на науката, не само на практицирање на заштита или истражување. Меѓутоа, она што треба да не загрижува, значи сега веќе се појавија. Добро е што државата презема, надлежните институции преземаат мерки за откривање на сторителите и во однос на кражбите, случајот со Фаланга 1, Фаланга 2. Меѓутоа, за жал, и она што ни се случи со така наречената кражба во Музеот на Македонија, треба да представува сигнал пред се за... Сега морам да се согласам целосно со Василка, јас не сакам да говорам лошо, ниту да ги напаѓам колегите, меѓутоа професионалниот кредибилитет на институцијата го формираат личностите кои што работат таму. Иако контролата е работа на надлежните министерства, меѓутоа нашите колеги археолози, историчари на уметност, конзерватори во случајов требаше да се јават и малку посериозно да реагираат на сите аномалии кои што се пројавија во последните 20 години, особено во последните неколку години. Ја нарековте така наречената кражба во музеот. Зошто така наречената? Се знае ли сега конечно од оваа дистанца што на вистина недостасува од овој музеј и со колкава вредност е? Знаете зошто ја нареков така наречена кражба? Затоа што ги нема елементите на класична кражба. Јас употребив еден термин организиран криминал и се уште стојам за тој, затоа што и покажува и истрагата. И ако направите и тоа што првите лица на институциите се во притвор, упатуваат на тоа дека станува збор за повеќе за организиран криминал, отколку за класична кражба. Најстрашното во се е што ние не ја знаеме ниту точната бројка, ниту видот на предметите кои што ги нема. Проблемот е токму во тоа. Значи, системот кој што во изминатиот период сепак беше воспоставен, значи пред 91 година, од 91 наваму се повеќе и повеќе се дерогира, односно тој скоро и да не постои. Значи, прекинате ланецот кој што кога една алка ќе ви недостасува, вие веќе немате систем. И во случајов е тоа најбитниот елемент. Ние во Македонија не знаеме со што располагаме. Значи, евиденцијата, имаме евидентирани предмети. Меѓутоа, во последните 8 години се покажа дека она што е искупувано апсолутно не е уредно евидентирано. Не е дигитализирано. Значи, знаете, според законите постојат и во светски рамки критериуми, методологии како треба да се обработи еден предмет кој што е откриен на терен. И кога ќе стане дел од збирка или кога се припрема да биде презентиран како музејски експонат. Да не говориме сега за сите детали. Меѓутоа, постојат правила и ние сме обврзани да ги почитуваме тие, уште повеќе затоа што сме и подписници на конвенции. А што е најстрашно, уште повеќе сме обврзани затоа што во Македонија постојат сите национални комитети, подкомитети на генералните комитети кои што се при ЮНЕСКО. Значи, постои ИКОМОС. Во Македонија постои национален комитет на ИКОМОС за Македонија,
кој што е за споменици и места. Постои на ниво на УНЕСКО ИКОМ, тоа е организација која што се занимава токму со, како интернационална организација, токму со прашањата од музеите. Имаме и кај нас Македонски национален комитет ИКОМ. Имаме и Синштит, организација која што е повторно под УНЕСКО и би требало да се грижи за заштита на културното наследство, воопшто независно од видот, во случај на елементарни непогоди и војни, но не само тоа. Знаете дека во светот, затоа што се појавија вакви феномени, работата на синиот штит е меѓу другото и во услови на промена на политичкиот систем во државите. Ние забележуваме во последните 20 години дека имаме, ни се случуваат работи кои што лошо се одразуваат на заштитата на културното наследство и на третманот на културното наследство воопшто. Сите овие организации се повикани да се јават и да го кажат својот збор, уште повеќе се повикани да ги повикаат надлежните институции, да ги почитуваат конвенциите, законите и методологиите, стандардите во овие дејности. Ниедна, за жал, од институции не се... Процесот на евидентирање е многу долг, е комплексен. Зошто не се спроведува? Апсолутно не е тој стручна работа која што е рутинска, не. Многу подинамични отколку што може да се постигне во... Напротив. Во услови на систематизирани, стандардизирани правилници, а постојат такви правилници, си има картони за евиденција во кои што точно се знае кои податоци треба да бидат внесени. Треба да предпоставиме дека во институциите работат професионалци, нели? Прва работа е што треба да предпостават. Но, кога не работат професионалци, ќе ни се случи тоа што сега ни се случува. Јас сум сега спремна да кажам дека во нашите институции повеќе не работат професионалци, туку работат некои луѓе кои што се тамо по случај, некој друг критериум вработени. Инаку ниеден професионалец нема да дозволи да се случи тоа што ни се случува. Ги спомнавте професионалците и вработените, значи ние можеме да кажеме дека тие се дел од некој мејнстрим, значи од научно општо прифатена, значи од не од оваа другава студија што ја спомнуваме, значи би требало да бидат спротивни. Значи како тие, односно зошто тие се толку тивки во спорти овие алтернативни истражувачи кои што веќе стана, се можеби не се општо прифатено дека се присутен мејнстрим, меѓутоа тие теории се помалку или повеќе на секаде, особено на интернет. Мислам, би сакал да разјасниме некои работи околу луѓето кои работат во музеите. Значи, луѓето кои се вработуваат во музеите носат титула на кустос, евентуално на виш кустос, и мислам дека е кустос советник највисокото звање кое што може да го добие. Значи, тие може да имаат научни титули, но не се научници и не се истражувачи. Во отсуство на истражувачки центри, или еве да кажеме во мојот случај, некој археолошки истражувачки центар или археолошки институт, бидејќи ние сме единствената земја на Балканов која што нема археолошки институт при нашата Академија на науките и на уметностите. Значи целата таа тешка задача на истражување, публикување, па дури и промоција им паѓа на луѓето од музеите. И тоа навистина не е работа за која што треба да се чувствувате повластени, бидејќи е многу тешка. Тоа е едната страна на паричката. Другата страна на паричката е што јас никогаш не сум се сложувала да се прават археолошки ископувања под стандарди, со многу малку пари, без опрема. Значи, ние сме во 21. век, а се уште копаме уз помоќу штапа и канапа. Значи, воопшто не се користи дигитална тереска документација, која што во последните 20 години во светот е веќе во примена. За недеструктивни археолошки методи воопшто и не зборуваме. Значи, требаше да дојдат некои квази археолози научници да донесат опрема, за да ние видиме како тоа изгледа. Меѓутоа, најголемата замерка кај нашите колеги ја гледам во тоа што воопшто не реагираат во медиумите. И повторно ќе кажам, оставаат простор за многу голема манипулација. Секоја чест помеѓу нашите колеги има исклучителни професионалци и греот е сите да се стават во еден исти кош со сето ова што се случи, посебно со грабежот во Музеот на Македонија, бидејќи комплетно не девалвираше сите нас и како поединци, и како професионалци, и како научници, и како истражувачи. Нормално дека како што и вие не сте исти во медиумскиот простор, така и ние не сме исти помеѓу себе. Има големи разлики, меѓутоа зошто не реагираат, јас тоа не можам воопшто да го разберам. Ке спомнам уште една институција која не е
меѓународна, но е национална, тоа е МАНД, Македонско археолошко научно друштво, во кое што сите горе-доле членуваме, кои се занимаваме со археологија или било што во врска со културното наследство, но ете нашите колеги не најдоа за сходно од нападите кои се случија кон нив таму кога беше грабежот во октомври-ноември, па до сега да реагираат, а сметам дека треба. Како некој кој што веќе 8 години е постојано присутен на интернет, блогирам, пишувам, имам интерактивна комуникација со читателите, со медиумите, сум сватила дека археолозите како професионалци мора да сработуваат со медиумите. Бидејќи медиумите можат да го изградат, но можат да го скрушат исто така имиџот на една личност, на една организација, на една институција, и тие мора да се консултираат со професионалци на кои се провлекуваат многу големи грешки при брифирањето или при давањето на информациите кон јавноста. Се уште и јас не можам да откривам, значи јас ги прашувам моите колеги, меѓу еве со Донка, се уште се прашуваме зашто ние од независниот сектор реагираме, а оние кои што се платени од државата да го прават тоа не реагира. Постои ли празнина во образованието што се однесува на познавањето на нашето културно наследство, па можеби, не знам, делумно и стравот да не се забележи, нели, непознавањето, незнаењето? Знаете, образованието, она што е како образовен систем, секако дека во однос на добивањето на слика за вредностите на културното наследство со кој што располага државата, недостасува воопшто во образовните системи уште од основното од ниво на основно образование па се до факултетите. Уште повеќе што ние знаеме дека бројката на културно наследство со кој што располага нашата држава и значењето е навистина светско. Тука да. Во однос на она што вие ме прашувате сега, прашањето ви се однесува повеќе на она што е специјалистичко познавање, образование во областа, во дејноста за која што некој е вработен во институција. За тоа веќе ги кажа степените на развој, значи како една хиерархија, докај што може да стигнат вработените до советник конзерватор или пак до кустос советник, постојат некакви критериуми за тоа. Меѓутоа, за жал, уште пред 90-тите години, како што опаѓаше квалитетот, најчесто се користеа само годините поминати на работа, формално на работа во институцијата, меѓутоа делот кој што се однесуваше на објавување, публикување на дела. Ако вие не ги публикувате материјалите на кои што работите, што сте ги открили, оно што ви биле предмет, дали е тоа од областа на заштита на културно наследство или археолошки предмет некој или етнолошки, ако не е тоа публикувано, ние говориме исто како да не сте го сработили. Значи тоа мора да е некаде потврдено. Може ли тоа сега ретроактивно да се направи? Тоа евидентирање? Мора да се направи. Значи, апропо евидентирањето, ама знаете што, евидентирањето е базична работа. Јас говорам за едно ниво кој што е повисоко. Тоа е научна обработка, затоа што вие како ќе го датирате еден предмет, како ќе го опишете предметот, како ќе го сместите во некоја категорија ако не сте познавач, ако вие не користите научна методологија. Она што Василка го спомна е токму во однос на утврдувањето на категоријата и се тука навлегуваме во она што законски одредби во постојниот закон за заштита и закон за музеи, затоа што вработените во институциите по сила на должност се ставени во ситуација да ги вреднуваат предметите. Не е возможно тоа. Значи во светот тоа се прави поинаку. Уште повеќе што кај нас е направен пропуст при носењето на законот за заштита. Ние сме нација која што во која што поединците сметаат дека се како да живееме во времето на просветителството. Знаете, секој од нас буквално се разбира од се и знае се. Тој период на просветителство е 3 века веќе зад нас и не можеме за тоа да говориме. Па во таа смисла кај на законите ги носат правниците. Закон за заштита и закон за музеи не е работа на донесување не е работа на правник, што би се рекло. Го прави законот и тезите ги даваат стручни лица кои што ја познаваат областа, кои што работат во одредена област. Правникот само треба тоа да го врами во членови, во правни одредби. Кај нас, бидејќи правниците беа тие кои што го изработува законот, уште му дадоа и авторски предзнак на самиот закон, не сака апсолутно ни една забелешка да прифатат. Сега ни се еден закон за да е добар, нели? Ќе посведочи токму неговата примена во пракса. Ние забележуваме многу празнини во законот. Меѓу другото е тоа што пред да се донесе закон, вие треба да имате предмет
Значи, Законот за заштита и Закон за музеи мора да подразбира дека вие веќе имате оформени збирки, дека ја знаете вредноста на збирките, дека се тие од прва категорија под бројка, например, 5000, од втора имате нешто помал или поголем број, обично бројот се зголемува во однос на категоријата како се намалува, тогаш веќе ќе можете за секоја категорија да утврдите и третман во законот адекватен за вредност. Ние немаме. Од сега треба да се формираат категории, допрва да видиме со што располага државата, па за да можат надлежните институции да ги преземат, например, вредностите од прва категорија ви треба додат на Националниот конзерваторски центар како грижа или на Музеј на Македонија како матична институција. Сега се доведе во прашање и матичноста на самата институција Музеј на Македонија, затоа што еден дел од таа матична институција, тоа беше археолошката збирка, е извлечена. Еден дел уште претходно веќе отиде во еден друг музеј, што значи дека многу прашања се отворија. Голем дел од проблемите за кои што сега говорите се врзани со лошата законска регулатива која амандмански не може да се поправи и неопходно е да тоа се направи веќе однова. И тогаш не би говореле сите ние волунтаристички во законот и би говореле за непроценлива вредност. Еве ние не знаеме предметите од Музеј на Македонија кои што ги снема. Не знаеме на која категорија припаѓаат. За крај тоа апсолутно не може да се случи во друга држава. За крај едно прашање поврзано со туризмот. Значи туризмот особено е поврзан последниве години со овој сектор и е помалку или повеќе еден вид оправдување или да речеме инспирација за сите овие вложувања како што кажавте последниве 8 години што се случуваат. Меѓутоа еве ти Василка си можете присутна на интернет и знаеш дека приказната е таа што во денешно време продава и што привлекува. Меѓутоа кај нас се изгледа дека се случува обратно, дека ние откриваме некои чуда и некакви неверојатни откритија што ги нема на друго место, наместо да одиме да создаваме приказна. Која е нашата според ова се што се случува и дали имаме воопшто во моментов такво нешто? Прво би сакала да дадам еден вовед за да се надоврзам на Донка. Каков и да е, тој закон за културно наследство и за музеи, закон за културно наследство е 2004 година донесен и тој е сукцесивно променет со разни членови до ден денеска. Каков и да е, значи таму постојат некои ставки кои што треба да се почитуваат. Една од оние ставки која што најчесто ја спомнувам во медиумите и каде што мене најмногу ме боли, е тоа што законот вели дека еден археолог добива пари и доверба од државата да ископува некој археолошки локалитет, но потоа мора во рок од 3 години тоа што го ископал да го истражи и научно да го публикува. Значи државата не ја занимава дали е тој кустос или е научник или е експерт и така натаму. Значи тоа добил државата, добил доверба од државата, ги добил финансиските средства. Ние бевме сведоци на огромни археолошки ископувања, огромни кампањи, доволно да ги пролистате весниците во последните 7-8 години, постои интернет архива и само да се изберете на локалитет и да прашате каде е од 2008 или 2009 година извештајот од овој локалитет. Тие треба да се објавуваат на годишно ниво, тие треба да бидат достапни за сите, значи и на медиумската и на стручната јавност и таа е обврска според закон на еден археолог кој што ископувал локалитет. Значи јас можам да набрам на прст примери кога тој закон не е прекршен. Тоа е една работа. Втора работа, доколку вие немате доволно публикуван научен материјал, сега го кажувам од лично искуство. Може би е среќа што сум професионален археолог, но и професионален туристички водич со лиценца, е доколку вие немате научни факти, не можете да изградите приказка. Како ќе изградите приказка за еден локалитет, врз база на митови или оцеланите што ви кажале, ако не знаете што се ископало и што се случило на тој археолошки локалитет. Бидејќи културниот туризам или нешто што се нарекува културен туризам, најмногу се базира врз културно-историските споменици, археолошките локалитети и културното наследство на една држава. Ако вие сакате убаво да го спакувате, да го продадете на туристите, морате да имате добар научен бекграунд од кој што ќе ги извлечете информациите, ќе ги извакате, ќе ги спакувате и ќе им ги дадете готови на туристите. Меѓутоа тоа само во неколку случаи е во нашата држава, Охрид, Стоби, Хераклеја, така, некои што се попрозвани од локалитетите или црквите кои што се повеќе така истражени или публикувани. Меѓутоа каде се остатокот од оние 5.500 локалитети за кои што ние се маваме во гради, од кои што барем стотици и стотици се ископувани. Мислам, не е проблемот само грабежот и не е проблемот само во непрофесионализмот. Тука многу ставки се изместени во многу категории на многу нивоа и ова што сега се случи толку не
контаминираше сите, што мислам дека многу долго ќе треба да го чистиме овој ментален отпад кој што ни го приредија. Јас не можам да кажам еден, двајца политичка партија или одредени луѓе да посечам вака со прсти, значи сите заедно сме криви. Од 1991 година, па навака имавме 22-3 години убаво да се спастриме, ние сме се уште не само што не сме на почетокот, него се враќаме наназад. Добро, вата има и точки кои што ние ги отворивме и е навистина многу широка и интересна вака кога особено со луѓе директно инволвирани во научната работа се дебатира. Почитувани дами, ви благодарам за гостувањето во Зебра. Ви благодариме и вам што не следевте. Бидете со нас за една недела. Пријатно. Благодариме.